Еве сме јас и Ивана со интересни чанти во наше друштво. Чанта изработена од тенда на камион, како ни вели Амар, ова е стара 25 години тенда. Да. Ова не се знае, меѓутоа во секој случај не е едноставно да се изработи, но е голем предизвик. Ќе ви го представиме во продолжение. Никош нема да предпоставиме дека од тенда, така да не знаеме. Ќе ја раскажеме навистина уникатната модна приказна на Амар Качар, кој што стои зад брендот Red, и тоа е веројатно скратеница од редизајн, како што ни спомена. Но вака ќе ви напоменам, ако имате нешто старо, нешто што мислите дека треба да се фрли, размислете два пати, затоа што секогаш треба, можеби сите ние да размислуваме во оваа некоја насока Амар, дека може нештото, парчето, предметот да се реупотреби или да се редизајнира во твојот случај. Ти посакуваме добре дојде во нашата утринска на Тилма, ти даваме аплауз за сето ова што го имаш направено, преку фотографиите нашите гледачи ќе се обидат да ја доловат и малку подетално твојата приказна, која што обстува веќе, како ни спомена, од прилика 8 години. Како започна се Амар, како се, да речем, се движи твојата модна приказна или модно патување, дали од секогаш твојот фокус беше на старите парчиња да им дадеш нов живот? Добре ве најдов прво и фала на покана. Баш ми е драго што сум тука. Како што кажавте, приказнава почнува 2018 година, каде што сум дел од Академија за визуелни уметности. И уште од тогаш некако се интересирам за онаа second hand облека, односно облека од втора рака. Некако размислувањето во текот на времето ми прераснува да почнам таа облека која што може и да е досадна, износена и слично, да почнам да ја редизајнирам. Така и доаѓа некако името Ред или редизајн, каде што си играм со кирилично-латинично писмо, односно од еден дизајн во друг навлагам. Со текот на времето, мојата уметност, да ја наречам, прераснува во пронаоѓање на овие тенди, каде што некако визуелно ги гледам како нешто ново што може да се направи од нив и тие прераснуваат нели во овие торби или ранци, исто така изработувам. И нели за и тие да изгледаат редизајнирано, соработувам со уметници или пак јас ги спрејувам со спреј или со четка и така стануваат некако ново парче кое што е во функционална носливост. Да, самата инспирација во моментот да една тенда од камион или биде твој материјал за да ги создадеш овие чанти е прилично интересна и примамлива вака и за разговор, но и за можноста да ни доловиш, затоа што не е едноставно, па дури и од тенда од камион да се направи една ваква чанта. Прво треба да си има визија за тоа како би изгледала, а второ е начинот на кој што ќе се сработи, бидејќи ние можеме да забележиме и рековме дека не би претпоставиле да не знаеме. Дека од тенда бидејќи има и прилично добро внатрешност, значи тоа е направено професионално, поточно можност да се искористи веројатно со долга издржливост или со нели долгогодишно користење, токму самата практичност пак и дава еден друг смисол и на чантите, но и генерално на таа како што велиме second hand или облека или било што друго, па ќе можеш од твоето искуство за овие неколку години, од како ги создаваш овие работи, да ни го кажеш печатокот или мислењето за тоа кај нас постои желбата и интересот за вакви работи, за чанти и за second hand гардероба, или предизајнирана, редизајнирана, каква ни културата или нели размислувањето по тоа прашање? Накратко само ќе кажам дека јас пристапот кон новија чанти ми е од аспект на визуелната уметност, односно јас прво ја гледам уметноста во овие чанти, па потоа навлагам од оне дизајнерски аспект, тие да бидат нели функционални, носени и за секојдневие каде што ќе може секој нели да ги носи. Кога почнав со мојот бренд, доста на луѓето им беше чудно што правам, но и интересно. И после 7-8 години се уште истото темпо може би трае, но поприфатливо е дефинитивно, затоа што повеќе нарачки имам, така да по тоа гледам дека нели е поприфатливо, но тоа редизајнирање
Исто така може да го напоменам дека на луѓето им ја отвора таа свесност за како Да се од искористи. нешто постоечко да направат веќе. Јас можам да кажам дека повеќе влагам во делот на апциклирање, односно апциклирање значи нешто постоечко, само накратко кажано да го склопиш и веќе станува функционално. Така да таа свесност пополека се буди дефинитивно, кај помладите, кај постарите исто така интересен ефектот и е доста прифатен. Супер, супер е начинот на кој што размислуваш и на кој што ги менуваш размислувањата и погледите и на клиентите, поточно на народот кој што живее и функционира тука. Ќе се навратиме на моментот дека модната индустрија е еден од најголемите загадувачи генерално во светски рамки. Дали може би и тоа кај тебе беше некоја поидовна точка за да размислуваш во оваа насока? Тука ќе споменеме дека имаме и чанти кои што се од кожа, од некој мебел, кој што предпоставувам веќе не е во функција, па и на тој начин ја реупотребуваш кожата која што и тоа како е одличен материјал и за работа и за носење. Така да, убаво прашање и некако јас тоа го поврзувам со, пак ќе кажам, од мојот уметнички аспект, затоа што некако премногу материјали се користат во светот и она време на конзумеризмот живееме каде што секојдневно дали се купува, дали некоја терапија под наводници би рекол се користи купувањето и слично. Така да не навлагам од дизајнерски аспект толку колку што од уметнички да од веќе нешто што постои да направам нешто ново. Секако тука идејата ми се надоврзува со тој конзумеризам и тоа е нешто што мене ми смета и од секогаш сум почитувал секонд хенд облека, односно од втора рака. Моментално се носам со таква облека, така да тоа ми е некако практика која што ја носам со години и се надевам свесноста кај нас ќе порасне на некое поголемо ниво и што расте кај новите генерации. Да, веројатно малку се променети работите. Порано не секој сакаше да си дозволи парче од секонд хенд. Некој, не знам, бариери, стигми околу тие парчиња постоја, иако па и тука блиску на Балканот, во соседните земји, секонд хенд продавниците и тоа како се доста актуелни и да речам нешто што доста функционира. Кај нас за жал се уште не е така, но веројатно сме на добар пат некои работи да се променат. Дефинитивно, иако генерациите на нашите баби и дедовци тоа биле генерации каде што самите се шиеле. Да. Парчиња каде што тоа ги носело до некоја си уникатност, па може би се појавува во оној транзицијски период каде што конзумеризам, добиваме пари и ајде да купуваме се повеќе и повеќе, но пополека секако се враќа таа свесност. Како што напомена ти, во соседните држави тоа брзо расте и расте во смисол на отварање на таа свесност, како што напоменав. Јас имам живеено некое време во Словенија, така да таму тој second hand movement е доста голем и доста се почитува од сите страни, затоа што ја носи автентичност кај човекот и таа уникатност кој што сакаат да ја представат. Особено во Скандинавија или скандинавските земји, кои што се едни од, како велиме, најстрекните нации, долги години, па тие таму во секојдневието и тоа како практикуваат second hand гардероба, па тоа може да ни биде еден одличен пример за тоа како и на кој начин би требало да се однесуваме. Кога зборуваме за конзумеризмот, тука ќе ја споменеме и униформираноста која што доаѓа со самиот конзумеризам. Од друга страна, оригиналноста која што се нуди со својата креативност или креативноста на уметниците и на модните дизајнери. И тука имаме од една страна конзумеризам и униформираност, од друга страна оригиналност, автентичност, па дури и кога станува збор за second hand гардероба, што на кое што вие давате предност. Како и по тоа прашање стоиме во однос на тоа колку се бира униформираност, односно се оди слепо кон трендовите, односно брендовите, или кон она кое што се нуди оригинално. Прашањето ми е за побарувачката. Спомена дека имаш поголема побарувачка. Дали во однос на свесноста има и интерес да соберат некои материјали кои што рециклираат, па да ти ги дадат за да изработиш нешто по желба индивидуална? Да, мене тие моменти на, да кажам, соработка со клиенти, кои што
изработувам чанти, ми е многу интересна, затоа што го навлекувам, нели, лицето да почне да размислува и тоа креативно, нели? Односно, која боја да ја помешаме, каков ранец да направиме, каков вез да има и слично. Така да мислам дека таа унифицираност, да кажам, доаѓа некако до израз, нели? Надвор, исто така, во Словенија, затоа што имам живеено, како што кажав, можеби тоа е некако на поголемо ниво, но секако доаѓа и кај нас. Тука можам да напоменам дека и работилници за везење организирам, имам над можеби 30 на работилници правено, и идејата ми доаѓа баш со тоа да се сите вклучени во оној процес на нешто заедно да изработиме. Последното нешто беше колективно везење на една завеса, каде што викендов се случуваше, така? Да, тоа беше викендов во еден центар во Железара, Комбо, поздрав до нив, и некако преку тоа везење ми беше моментот интересен да тие луѓе некако се спојат преку таа креативност која што се случува, таа креативна инспирација и нели канализирање, но и заедничко творење на нештата, затоа што везењето како медитација тука. Како медитација, но и од оние мали парчиња кои што остануваат, на пример, јас гледам да направам торби после тоа, да ги спојам како patchworks. Ништо да не се фрли. Секако ништо да не се фрли. Амар, од пријавените на работилницата, во која возрастна категорија можеш да ги ставиш, имаше повозрастни или помлади? Повозрастни имаше, да, но имаше и помлади. Ете, супер овака, кога спомнавте возраст, првата работилница во живот ми беше со деца на 8-9 годишна возраст, каде што е тоа доста предизвикувачки, можам да кажам. Па да, и за поздрав, заради тоа што на таа возраст ете да се заинтересираат и за таков начин на веројатно на децата ќе им биде интересно заради тоа што, нели, пак е тоа еден интересен процес, но од друга страна пак денешните родители или овие новите генерации не често имаат можност тоа во секојдневие да им го прикажат, па веројатно и од таму поголем интерес. И се зголемува кај децата, да. И убав момент, ова е на некој начин занает кој што порано ние така сме растеле со нашите баби и дедовци, тоа беше некогаш нели секојдневие, но со текот на времето, менувањето на многу работи се променија и тие интереси, но убаво е што еве имаш можност да ни потврдиш дека со сите овие 30 на работилници навистина сепак има интерес за везењето. Има интерес и секогаш има и некоја доза на анксиозност кога ќе дојдат учесниците. Зошто? Затоа што мислат дека треба да е тоа најперфектното нешто што ќе го направат. Ако ќе дојдат треба да знаат да везат или ќе научат и на работилницата? Не, ќе научат на работилницата. Јас сум имал и работилници кои што се за, да кажам, уметници, дизајнери, нив да ги научам, но повеќето работилници и кои што ми се онака баш драги, ми се со некои луѓе што првпат се среќаваат со тоа. Така да се појавувала таа анксиозност на почеток дефинитивно, но после некое време се она опуштеност, релаксираност и навлагаме онака низ разговор во самиот процес и на крај излегуваат се една супер креативност и нови познанства дефинитивно. И каде научи везење? Везење научив од една наша дизајнерка по везење, која што ми е другарка воедно. Сега живее во Берлин и е доста успешна со тоа. Така да некако Стефанија ми е доста голема инспирација дека може да се успее и од тој тип на работилници. Нешто што ние мислиме дека може би е заборавено и не функционира во светот како моден аспект се препознава. Да. Амар, споменавме кожа, но тоа е материјал со кој што веројатно многу почесто си се соочувал во текот на твојата работа, но тендата како материјал или некои други се поспецифични. Имаш ли некој материјал на кој што дополнително би сакал да работиш наредниот период? Нешто што ти е предизвик? Така, да. Можам да кажам дека веќе на пролет планирам една изложба да направам, која што ќе биде од перформативен аспект. И сакам да работам на оние, не знам ни како се викаат точно тоа, се вреки за мислам дека бетон, дека се става во нив, каде што тие се испреплетени
вертикално, хоризонтално линиите надворешни на самата вреќа. И сакам на нив да работам, каде што ќе можам да везам на самиот материјал и некако тие да бидат исто така редизајнирани два пати, да кажам, нели? Бидејќи тие реално завршуваат во отпад, така? Да, тие најверојатно во отпад завршуваат затоа што не се користат, да. Им се дава живот на овие нешта, поточно на материјалите кои што воспротивно би завршиле во отпад, и тоа е навистина работа која што е инспиративна не само за оној кој што ја работи и кој што знае тоа да го прави, туку и за сите ние или за сите нас кои и сакаме да нурнеме или да слушнеме што е она кое што или на начинот на кој што се прави и инспирира, меѓу другото и најважното, да подигнеме свеста дека навистина треба и така да размислуваме, и така да се однесуваме, а истовремено и да си ја истакнеме својата уникатност и оригиналност. И сметам дека ова е наистина интересно да и за нашите гледачи, и за оние кои што те следат на Инстаграм и ги пратат твоите активности, да ако се заинтересирани, нормално и она кое што можеби го имаат како идеја да го понудат и да се направат нови оригинални работи. А ти благодариме, Амар, што денеска беше заедно со нас во Утринска на Тилма и верувам дека ќе имаме можност следна прилика да најавиме што би било ново, спомена изложба на пролет, верувам до тогаш ќе се видиме. Дали можеби ве до крајот на годината ќе има уште некоја работилница за везење? Верувам дека ќе има интерес за тие. Така, да, ќе има за точно 2 недели, тоа е за 2 викенда. Втор дел на везење на колективното, нели, работење на таа завеса во центарот Комбо во Железара. Може да се пријават и други наспроти овие кои што веќе се пријавени и го дале својот удел за завесата? Па да, некако тоа ми е идејата да се пријават нови луѓе, да веќе од постоечки везови од луѓе ја продолжат нивната работа. Одлично. Амар, беше одличен соговорник. Ти благодариме многу што твојата креативна приказна и уникатна прица ја пренесе тука на македонската јавност или за гледачите на Утринска на Тилма. Ние останови понатаму да те следиме и вакви интересни моменти секогаш да ги понудиме за нашата публика. Ти благодариме. Ви благодарам.